Со освоени 25 од можни 30 бода во првите 10 кола и водство од 2 бода на второлигашката табела, Слога од Виница е хит на правенството кој практично ги изненади и најдобрите познавачи на фудбалот. Резултатите се над сите очекувања, особено ако се знае дека виничани летоска се разделија со неколку квалитетни фудбалери од страна, главно поради неможност да се платат нивните побарувања кои сега беа заменети со поевтини. Новинарско видување е дека тоа што ја прави Слога поуспешна од другите е што во своите редови покрај другите фудбалери кои ги исполнуваат поставените задачи од тренерот, го имаат феноменот Дејан Митров Гатузо, кој им пркоси и на годините и на налетот на млади фудбалери кои доаѓаат. Тој е предодреден за фудбалската игра и искален на сите можни начини, па на теренот дава и ефектуира колку за тројца и ја прави разликата помеѓу противниците. Навивачите на Слога сега се со зголемени амбиции, а некои веќе сонуваат и праволигашка конкуренција, бидејќи освен Прилепска победа, нема друга екипа која може посериозно да ги конкурира. Сепак првенството е долго, а и праволигашкиот буџет е неостварлив потфат за градче како Виница, па останува барем во градот на теракотните икони да се игра квалитетен фудбал. За кога ќе завршат мерките од ковид пандемијата, публиката во максимален број да се врати на трибините. Штета е што веќе во наредното коло кога во Кожани се игра дербите помеѓу Осогово и Слога, навивачите на двата табора нема да може да ја направат препознатливата фудбалска атмосфера.